Ако падне уставниот суд е конечен, тогаш одиме повторно со постапките кои што значат две алтернативи. Едната е традиционална постапка која што државата има, а тоа значи проектирање едно 3-4-5 години. Па после тоа значи избор на изведувачи, надзори и слично, кое што генерално како постапка за автопатите од ваков калибар, зборам пред се за тешкиот автопат од коридорот 8, кој што е посебно за димензијата Гостивар-Кичево, но секако и за Тетово Гостивар, како и Струга Ќафасан, но и за коридорот 10Б при Лебитола, исто така. Тогаш ќе губиме многу време. Уште еднаш да напоменам дека законот за коридорот 8 и 10 е закон со кој што и се препорачува на владата преку надлежните ресори да најде решение на компетативен и конкурентен начин преку конкурентни цени, директно со инволвирани на трети страни со својот кредибилитет, а со конечна цел да ги скрати сите тие рокови. Односно да имаме проектирање на прва фаза и веднаш изведба, додека се изведува првата фаза, проектирањето продолжува на втора, трета и четврта фаза, која што го крати најмалку за 50% времето за проектирање и изведба на постапките. Дефинитивно, иако се нашегував на почетокот, Уставниот суд, ако донесе дека нешто тука е неуставно, незаконско или слично, ние тоа ќе го почитуваме. Но искрено верувам дека моделите кои што се веќе развиени во Хрватска, во Србија, во Албанија, во Косово, се исти модели како нашите, уставите ни се исти, така да и верувам дека и уставноста е загарантирана, но да не преюдицираме, да видиме Уставниот суд како ќе одлучи.